Овие снимки се направени на 10 март 2026 година. Снимаме во населбата Драчево, зад објектот на местната заедница. Околу 9 часот доаѓа бело комбе, од кое почнува да се дели храна на насобраните граѓани. Не станува збор за добротворна акција. Вака во Скопје изгледа проектот за еден топол оброк дневно за најсиромашните, наречен народни кујни, а кој го спроведува приватна фирма што го добила тендерот од Министерство за социјална политика. Според склучениот договор, еден оброк државата го плаќа 239 денари со ДДВ. На годишно ниво, државата се обврзува да плаќа до вкупна сума од 1.460.000 евра, што представува 375.000 оброци. Утврдено е и што треба да се готви и испорачува секој ден. Според неделното мени, во вторниците треба да има плескавици со компир, пире и сос, сезонска салата и леп, или мусака од компири, тиквички, сезонска салата и леп, или ќофте во доматен сос, сезонска салата, колач и леп, или шпагети во сос од мелено месо, прилок компир пире, сезонска салата и леп. Но на терен, иако е вторник, корисниците на помошта добија нешто сосема друго за јадење. Лепчиња? Да. За колку луѓе зимаш ти, за двајца? Да. Што е ова? Спанак со јајца. Спанак и едно овакво. Да. И чекај да видиме да не остане нешто друго внатре. Не. Ке ти наместиме се. Еве празно е кесето. Да. Истиот ден отидовме и на друга локација, пред старото кино во Маџари. Вратата на комбето се отвори и почна да се дели храна. Оброкот беше истиот како и во Драчево. Што ви дадоа денеска? Слабо лебо дало. Слабо лебо дало. Баре треп. Сусјал. Ова што е? Спанак? Според менито во договорот, јадењето што го добија корисниците на помошта во вторник треба да се сервира во еден петок во текот на 4 недели. Следниот ден среда, 11 март 2026 година. Повторно излеговме на терен. Овој пат отидовме до општина Бутел. Таму храната не се дели директно од комбе, туку се остава во просториите на Сдруженијето на пензионери. Според договорот за јавна набавка, во средите, зависно од неделата, треба да се сервира пилешка супа, ориз тава со пилешки батак, сезонска салата и леп, или риба ослиш, тава ориз, сезонска салата и леп, или пилешка супа, пилешки стек со динстант ориз, сезонска салата и леп, или вариво грашок, буранија со јунешко месо, сезонска салата и леп. Но на терен, корисниците добија една пилешка паштета, парче леп, мал сок во тетрапак и тортичка. Што имаш? Ова? Што ви дадоа за јадење? Меразак? Денеска нема готово? Зошто? Фокче. И лепчево. Таков оброк, според договорот, склучен меѓу Министерство за социјална политика и приватната фирма Парти Сервис Лео, не постои во менито. Денеска е среда, треба Да. готвено јадење. Дали Да, готвено нема. Денес конзерва. конзерва? Да. Од Бутел продолживме и во општина Центар, близу амбасадата на САД. Тоа е една од 9 локации каде граѓаните во социјален ризик на улица чекат храна од комбе, иако според јавниот повик би требало да користат јавни кујни. И таму го добија истиот оброк како во Бутел, пилешка паштета, леп, мал сок и тортичка, кој државата го плаќа 239 денари. Храната е, брат, катастрофа. Храната е, брат, за никаде, значи никој не ја јаде. Како што ја носат, така си ја фрлат, значи не е добра храната е катастрофа, брат. Значи никој не ја јаде. Само петокот единствено што дават нешто ефтен, малце луѓето да некој кашкавал, дават нешто и тоа го јадат луѓето. А ова што ги дават манџиве, не се ни топли, значи не се ни убави, не се ни вкусни, не се значи ништо, брат. Брат, гледај. Ова ли се јаде? Ова не се јаде, бе, брат. Ова никој не го јаде, види што е прво на прво, брат. Ова не личи ни на јадење, бе, брат. Ова е срамота, е вака да доаѓа за луѓе. Не сме ние свињи, ние сме луѓе, бе, брат.
Ова не се јаде. Незаконски ова што во тендерот е едно, а во праксата е друго. Со јавната набавка на готови оброци за корисниците на така наречените народни кујни и подолго и подлабински се занимавала невладината организација Центар за граѓански комуникации. Индицијата произлезе од тоа што Министерството за социјална политика всушност за прв пат го спроведува овој тендер за набавка на готови јадења на корисниците на народната кујна. Досега тендерот го спроведуваше Центарот за меѓуопштинска соработка на град Скопје. Тендерот беше два пати поништуван и секако тоа дојде некако како се запали некој црвено знаменце кај нас дополнително со зголемената вредност на самиот договор. И секако сакавме да видиме нели договор вреден 1,5 милион евра како се имплементира. При своето истражување, вклучувајќи ја теренската работа, од Центарот за граѓански комуникации дошле и до дополнителни заклучоци дека наместо наведените 2 часа за дистрибуција и сервисирање на храната на секоја поединечна локација, комбињата за дистрибуција се задржуваат од 15 до 30 минути. Во одредени денови недостигаа супа, овошје и сирење, а во поединечни случаи испорачаните количини не беа во согласност со договорот. Ни придржувањето кон неделните менија, ориентационите норми, времето на достава и квалитетот на оброците, во согласност со склучениот договор, се сметаат за сериозна повреда на договорот и основ за негово раскинување. Точните и официјални податоци за бројот на корисниците не се достапни, што отвора простор за сомнеж и потенцијални злоупотреби. Значи во тендерската документација и во склучениот договор се предвидени менија за секој ден во 4 недели, значи опфатен е цел еден месец. И таму е дадена можност да се направи одредена промена во дадени денови, например, нели, наместо јадењето од вторник да може да се даде среда. И тоа ние низ мониторингот го констатираме. Меѓутоа, за тоа да се направи потребно е да се добие дозвола од Министерството за социјална политика. Такви докази дека е така постапено не знаеме. Додека во Скопје социјално загрозените граѓани се принудени да чекаат комбиња на улица при секакви временски услови и зашто државата плаќа 239 денари по оброк, невладината организација открила пример каде токму државата ја набавува истата услуга за многу поевтино. Во насока на тоа ние дури го посетивме Центарот за меѓуопштинска соработка на градот Тетово. Бевме на локацијата, произлезе дека таму за нив за 105 денари овој тендер го реализира детската градинка. Произлезе дека се разбира и таму кажаа дека нели согласно тендерската документација дека не се презадоволни нели корисниците на народната кујна во смисла на тоа дека и таму количините кои се предвидени нели не ги задоволуваат нивните потреби, сепак станува за еден оброк дневно, меѓутоа кажаа дека максимално се трудат да се придржуваат до тендерската документација и од тоа што ние го видовме произлегува дека е така. Таму храната се остава во одредена просторија која е определена за тие потреби и корисниците кога се во можност во текот на денот доаѓаат и ја зимаат таа храна. А сепак имаме ситуации разлика од 105 денари по оброк во однос на 239 денари. Имајќи ги предвид резултатите од истражувањето на Центарот за граѓански комуникации, но и заклучоците до кои самите дојдовме на терен, се обративме до Министерството за социјална политика, млади и демографија, како договорен орган и до компанијата Парти Сервис Лео, како носител на набавката. На прашањата за констатациите дека во менијата недостигаат компоненти како супи или овоше, од фирмата велат: на граѓаните секогаш им се доставуваат сите компоненти кои треба да ги содржи одредено мени. На прашањето пак, зошто на граѓаните им се испорачуваат комбинации од продукти кои понекогаш и не постојат во менито, утврдено со тендерската документација, како во случајот што го затекнавме паштета, леп, малт сок и тортичка, ни одговорија: поради проблем со напојување со електрична енергија, само еден ден во овие 6 месеци, наместо готвени оброци во работен ден, беа доставени ланч пакети со одобрение од меѓуопштински центар за социјална работа. Во однос на заклучокот дека менијата секогаш не одговараат на распоредот по денови како во договорот, ни одговорија дека тоа е можност што постои во самиот тендер. На прашањето зошто комбињата се задржува до 30 минути на локациите, а во тендерот е предвидено 2 часа, објаснувањето е: комбињата се задржуваат на локациите онолку време колку што е потребно, односно додека не се поделат оброците за тој пункт. Како се евидентира и докажува колку точно оброци се подготвени секој ден и колку корисници го подигнале оброкот, од фирмата велат:
Од меѓуопштинскиот центар добиваме податоци за секоја промена на корисниците, кој остварува или не остварува право, и согласно тоа се евидентира бројот на оброците на дневно ниво. Од Министерството за социјална политика, демографија и млади ни одговорија дека имаат дневни извештаи за бројот на поделени оброци и дека ротациите во оброците се координирани со нив. Но на нашето прашање дали одобриле сервирање оброк што го нема во менито, како случајот со паштетата, лепчото, тортичката и сокчето, од Министерството велат. Министерството не располага со информации дека носителот на набавката сервирал комбинации на продукти кои не се предвидени со менито содржано во договорот, ниту пак примило службени пријави за вакво постапување. Доколку новинарот располага со конкретни докази за отстапување, Министерството го повикува да ги достави по службен пат. За забелешките од корисниците и заклучоците од истражувањето на Центарот за граѓански комуникации, дека, на пример, не се дели супа, од Министерството вела дека супа се дели еднаш на 2 недели и дека никој официјално не се пожалил. За делот од истражувањето на невладината организација дека во Тетово сличен оброк чини 105 денари наспроти 239 денари во Скопје, од ресорот кој го води Фатмир Лимани, одговараат. Министерството укажува дека набавките за потребите на народни кујни за Скопје и за Тетово и другите општини се спроведени во рамки на посебни независни постапки за јавна набавка со различни технички спецификации, барања и обем. Директното споредување на единечните цени без земање предвид на специфичните услови на секоја постапка не е коректно. Иако комбињата на терен остануваат до 30 минути, што според фирмата е оправдано доколку корисниците до тогаш си ги подигнат оброците, од Министерството тврдат дека носителот на набавката е должен да врши испорака во точно определените интервали. За начинот на дистрибуција на храната велат дека е целосно според условите на договорот, во амбалажа за еднократна употреба, безбедна и отпорна на висока температура. За разлика од претходната практика на поделба на храна директно од канистер во садови донесени од страна на корисниците, сегашниот модел значително го намалува ризикот од зарази. Моделот можеби навистина го намалува ризикот од зарази, но делењето храна на улица наместо во затворени простори секако не е покажување почит кон најсиромашната категорија на граѓани. Впрочем, факт е дека и државата на хартија говори за народни кујни, што подразбира топло прибежиште за најранливите. Народните кујни, како што забележаа нашата камера, постојат, но државата оставила тие да се претворат во депонии. Но сепак од Министерството на прашањето за општествената стигматизација на корисниците повикуваат сите засегнати страни да придонесат за надминување на предрасудите, вклучувајќи ги и медиумите со одговорно и конструктивно известување.